Здраво! Се надевам се созедовте од сознанијата што ги добивте по првиот дел од интервјуто со Пане Андов. Намерно го поделив на два дела и намерно вториот дел е повозбудлив од првиот. Така што ако сте уживале во првиот, вториот дел ќе ви биде шлагот на тортата. Останете со отворен ум и бидете внимателни на деталите. Уживајте. На овие теми, Пане, значи, она што го опиша, таа војна што ја опиша пред 7000, односно пред 10.000 години, многу наликува на се она што го наоѓаме во текстовите кои што ги спомна, Багават Гита, Рамајана, 11.600 лодка. Тоа е првиот конфликт, ја. И многу чудно, ја спомни црквата, овде многу од тие работи се запишени. Само човек треба да седне и да ја чита Библијата, значи тој големиот потоп, всушност не е потоп, туку е буквално последица од таа војна која што ја спомна ти. Значи многу наликувано на едно огромно гигантско цунами кое што има, за да се произведе таков моментален ефект на накревање на водите е потребно нешто многу моќно. Кој што овде многу нормално е кажано дека Бог одлучил да го уништи човештвото и го направил тоа така, затоа што е вградена догма во него. Ако добро те разбрав, значи на една страна ги имаме лемуријанците, на друга страна ги имаме атлангијаните и ако добро го разбрав оно што го кажуваше, силата на доброто се представниците на Лемурија, силата на злото се Атлантида. Сега ќе те прашам нешто околу овие мегалитски градби, дали пирамидите, сфингата и редица и илјадници и други објекти се остатоци од овие цивилизации? Апсолутно, значи повторно ќе кажам, значи се работи за два конфликта. Значи еден конфликт кој што се десил многу порано, значи скоро пред 12.000 години или поточно 11.600, кој што исто имаме референс преку Плато и неговите, да кажеме, списи Матејас и Кретејас, значи неговите диалози, што би се рекло, каде што автоматски, значи, доаѓа до контакт со тие, да кажеме, египетски свештеници кои имаат пренесено дека тачно е тој референс каде што, например, таа цивилизација едноставно била потопена. Сега, другиот конфликт, значи, се десил многу поскорешно време, значи пред некои 4000 години, кој исто предизвикал, значи, огромни поплави, разорнувања и така натаму. Значи, тука доаѓа до губење скоро целосно на тие древни цивилизации. Сега, логично прашање е, например, ако тоа било така и тој глобал потоп, например, едноставно бил насекаде толку моќен, како тие пирамиди покрај, например, банката на Нил, што би се рекло, како што самата река се движи, преживеале. Преживеале многу лесно, например, поради тоа што, например, ако се видат сателитските снимки од озгора, значи јасно се гледа каде што тој песок едноставно се движел во древните времења. Значи кроз, например, самото тоа Eye of Sahara, например, наваке по Сахара, меѓутоа овој дел, например, кај што е Египет денеска и кај што е Нил, значи тој дел е автоматски вакво еден дел потпаднал подоле, а например кај што е Голф, Акваба и така натаму, значи тоа се поткренало нагоре. И како што се поткренало нагоре, значи тука се едноставно се спаја едној дел, да кажеме, каде што само луѓе може да проверат онлайн без проблеми. Например, или да ја погнат моите други презентации, значи дошло до тилтирање. Све што било, например, овде од левата страна, значи све останало пустина, значи тоа пронајдени се и жолто стакло, што е нешто слично на оно што прават денеска атомски тестови. Например, кога ќе се направи тој атомски тест, значи се кристализира самото, например, самиот ефект и се ствара како жолто стакло, значи на одредени кратери. Например, повторно ќе кажам, не постои никакво доказ за како да кажам, импакт од метеорит или евентуално астероид, него се работи едноставно за детонација. И сега, например, како дошло до тилтирање, овие, например, пирамиди буквално преживеале. Меѓутоа, многу од нив биле разрушени. Денеска модерната египетска традиција или археологија ги нарекува недовршени пирамиди. Значи, не се работи за недовршени пирамиди, се работи за разрушени. Тие биле функционални, изградени и така натаму, меѓутоа поради тој потоп. И сега, тој пред 4000 години кога тоа се десило, например, буквално како што самата таа вода проаѓала, носела многу кал со себе.
Значи кога првпат свингата била пронајдена, значи пирамидите во Гиза и така натаму, они малцене биле под песок. Значи морале да бидат ископувани, значи исто се работи за Теотикан, да кажеме за Тикал и така натаму, значи други објекти од преколумбиската култура кои што биле наоѓани во џунгли, значи обраснати под земја и така натаму, значи исто се дешава и за на пример Рама Емпајр што се дешавало, да кажеме, случувало од на истокот и така натаму и така натаму. Значи она е битно да пример да се објасни дека пред околу 4000 години дошло до буквално генетска мутација и грото од тие древни градби биле збришени. Она што денеска е останато, јасно ни укажува на факт дека ние не говориме за примитивни цивилизации. Например, во Балбек, во Лебанон, значи имаме огромни каменови кои што се едноставно екстремно тешки и така положени да е тоа денеска, например, предизвик за модерната цивилизација. Самата комплексност, например, на пирамидите во Гиза, која ќе видиш од надворешен аспект и од внатрешен аспект, значи како е тоа прецизна архитектура, тоа е нешто неверојатно. Значи тие не биле Спојањето со појасот на Орион, например, кога се гледаат со Google Earth од озгора, значи трите пирамиди во Гиза се совпаѓаат со појасот на Орион, постојаноста на звездите. Не сега, меѓутоа тоа се збори например пред некои 11.000 12.000 години горе-доле. Значи тогаш, значи сега малце поразлично. Меѓутоа тачно, особено КГБ, например кога одеше во Египет, значи они пронајдоа, значи мумии од земја, никој што ги конфискува, значи донесоа например псайкикс или луѓе кои што имаа интензивна психичка моќ да покушаат со самиот допир, например на одредени ѕидови на пирамидите преку ефект или способност која што се нарекува психометрија, да извлечат одредена квалитетна, да кажеме, информација што тачно се случувало илјадници години уназад. И они видеа дека автоматски не се работи за гробници, значи се работи за power plants или електрани, каде што, например, пошто самите пирамиди, како што се направени, јасно се гледа дека они биле направени над подземни води. Значи подземните води ги користеле како гориво, значи таа вода едноставно преку одредени канали се внесува во самата пирамида и под одредени дејства, например, се загревала до степен на евапорација, значи се стварало, например, како гасовита состојба и потоа поради дејство, например, на електрични, например, празнење и електрична струја, магнетни поли, значи се правила аонизација и се стварала плазма. Значи таа плазма потоа се конвертирала во различни типови на енергија кои што тие древни ги користеле на времето и така натаму. Али она што сакам да кажам е дека има екстремно многу докази дека се работи за екстремно напредна цивилизација, меѓутоа за жал тие сили кои што владеат со информацијскиот свет на планетата Земја не дозволуваат да вистината дојде до луѓето. И ни убедуваат дека тоа е градено со робови, со бронзени алати, затоа што бронзата била отприлика во тој период кога велат дека се градени единствен метал со кој што се изработувале орудија. Таква прецизност со бронза мене ми е незамислима. Вака, например, за жал Smithsonian Institute, кои што, например, било негде, например, естаблиш, како да кажам, тоа негде околу 1846 година. Значи се работи за институт кој што бил контролиран од самите масони со една цел, да се прикрие вистинската историја на планета. Значи самиот Ватикан има одредени chambers или складишта каде што се класифицираат и се чуваат документи, податоци, мапи пронајдени во пирамиди и во други места, кои што автоматски индицираат на сосем една друга историја од она што они сакаат преку денеска History Channel, преку онлайн, преку Google и така натаму, кој што е повторно контролиран. Тој Смитсонијан институт, значи во раните, мислам можда не во раните, меѓутоа во касните 1800 и раните 1900 години уништил илјадници скелети кои што биле од джиновска величина.
Значи некои едноставно биле задржани и внесени во така наречени приватни музеи, кои што само нивните членови може да дојдат, значи збориме за доста елитна, да кажеме, богата класа на луѓе. И вакво каде што јасно се гледа сосема на друга историја. Сега, она што е битно да се објасни е дека тој смислениот институт автоматски прави цензурирање на било какви информации за древните цивилизации. Меѓутоа доста голем број на истражувачи веќе полека значи ги поврзува работите денеска и вакво и се гледа дека очигледно е присуство на многу напредни цивилизации пред нас. Сега, за тие напредни цивилизации едно мало до прецизирање. Ние живееме во време на физичка технологија. Значи, се што имаме, телефони, компјутери, авиони, било каква технологија, се е тоа физичко. Значи, ние мораме да ги почитуваме законите на планетата, физичките закони. Дали овие цивилизации кои што се многу понапредни располагале со еден вид на духовна наука, во смисол да сите оние способности на умот ги користеле, како што се телекинеза, телепатија, астрална проекција, значи не биле врзани стриктно за материјалното, туку можеле да додадат многу надвор. Да. Меѓутоа, видете, Владко, значи ништо што ние денеска користиме не е ново. Значи во древните времења они тотално знаеле како физиката функционира, многу подобро од нас. Значи тајната на атомот не била вако мистерија за нив. Значи имале летала, имале телефони, имале све и свашта. Сега што се однесува до менталната, да кажеме, природа на древните, тука имаме разлика. Значи има огромни разлики во самата древна египетска цивилизација, пошто на пример ако почна да се проанализираат на пример тие слики кои што се прикажани на одредени древни храмови од Египет, јасно се гледа веритет, како да кажам, различност на битијата. Меѓутоа, одредена класа со издолжени черепи, значи се класифицирала како ruling elite или ruling bloodline, што би се рекло, значи тие крвни линии кои што автоматски биле способни за телекинетичка, да кажеме, активност, за телепатија и слични работи. За жал, без разлика што нивниот интелект бил екстремно висок, нивната аспирација била агресивна и негативна. Значи, повторно ќе кажам, менталитетот за разлика од древните леморијанци кои што наставно практикувале сочувство, значи хармонија, значи спој со самата природа, значи и така натаму, значи овие атлантијани и тие потомци на тие атлантијани, значи они користеле тие сили или вакво во негативен смисол. За разлика од нив леморијанците, оние користеле, значи свеста на мојта на свеста буквално да креира, значи постојат записи во Тибет и во други места каде што говорат за многу напредни битија кои што можеле буквално да изградат цели структури со нивните мисли. Значи можеле телекинетички да влијаат врз огромни каменови, како да кажам, гранити и така натаму, камења, значи да ги модифицираат, да ги прават, значи буквално знаеле cymatics, значи што одредени геометриски, да кажеме, форми може да предизвикуваат и например и така натаму. Значи се работи за екстремна напредна технологија, така да кога се говори за денешната технологија, значи све е буквално back engineering. Значи моето мислење е следно. Например, кога за Првата светска војна, кој што се уште било матно, да кажеме, меѓутоа специјално за Втората светска војна, кога американските сили, например, европските сили, кинеските сили, руските сили и така натаму приметиле дека имаме air traffic, кој што не е човечки, почнале да паничат. Меѓутоа, еден проект преку доктор Хајнек и така натаму, значи било да се направи cover-up преку медиумите, кои што уште тогаш биле екстремно манипулирани и контролирани.
вакво и користени за пропаганда и како да кажем обликување на јавното мислење. Значи, постоеле многу други проекти кои што биле фокусирани за изучување на таа технологија. Значи, кога почнале да наоѓаат, например, делови од таа, например, технологија и така натаму, чак и успоставиле и контакт со одредени цивилизации, они се развивале, меѓутоа немало некој огромен помак за време на 50-тите, 60-тите, 70-тите и 80-тите. Тек од 90-тите, можеби половина или почетокот, па натака, значи научниците направиле breakthrough, значи како пробив во alien implants. Значи што тие нанотехнологии прават во човечкиот организам, значи како се мултиплицираат, како комуницираат со срцето, како комуницираат например со мозокот, например што е тоа што предизвикува, например sleeping paralysis, например и слични работи и така натаму и така натаму. И виделе например дека мислам у почетокот кога што напомнав, прво била борба за превласт помеѓу американците и русите. Меѓутоа, со текот на годините постанало јасно дека феноменот со кој што си имаме работа е екстремно комплексен и распространет. И затоа они решиле на највисоко ниво, без разлика што преку медиуми и така натаму и така нешто власти постоело као нетрпение и омраза, на највисоко ниво значи се споило тело кој што се нарекува shadow government или влада во сенка. Денеска постои тоа тело активно, во кој што три сили се доминантни, значи американците, русите и кинезите се три доминантни сили кои што контролираат во моментот, да кажеме, тој феномен на НЛО и интеракција со воземски битија, во случај например да падне НЛО, па живи воземски битија почнат да излегуваат, па луѓе доаѓаат до контакт со нив и така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што е многу битно да се разбере дека за жал, од кога се дошло до тие breakthroughs, што би се рекло, они сватиле дека постои начин таа технологија да се употреби за контрола на луѓето. Многу богати билионери, да кажеме, значи повторно се работи за тие 13 фамилии за кои што напомнав на почетокот. Например, почнале да инвестираат огромни средства, збориме за милиарди, да кажеме, долари, во DARPA, во други, да кажеме, проекти кои што, например, користеле многу висока технологија да најдат импликација во модерниот живот. Преку вакцинација, значи преку така наречени chemtrails, преку тестирања, преку носење на маски кои што им се полни, некои барем се полни со тие нано-црви или нано-worms, што би се рекло. Значи, он е наштен начин да направат нешто слично со самите alien implants, имаат сврха, значи имаат намена. Што значи преку тие инекции они внесуваат нанотехнологија која што се мултиплицира и ствара некој вид на оперативен систем. Значи преку, например, потоа 5G мрежа, 6G, утреден 7G мрежа кои што денеска, например, се лансираат сателити во орбитата и се ствара. Значи, они буквално, секој човек ќе биде поврзан со клауд. Значи, тој клауд ќе го контролира така наречена Artificial Intelligence или AI и ќе може буквално, например, да чита од самиот тој оперативен систем или евентуално да донесува, да кажеме, против закони или против, например, мисли кои што ќе се буквално ќе бидат некој вид на контролен систем на сите луѓе. Значи, од тоа може да се дознае, например, ако луѓето тие што барем ги добиле тие инекции, се не сакам многу да зборам за оваа тема, меѓутоа, например, ако ставаат магнет до рамото каде што таа инекција прошла, значи тој магнет ќе остане да стои. Значи има многу видеа кои што може, например, да се види или евентуално, например, самата кожа едноставно се напупува. Значи се работи за магнет на нанопрашина, дали преку хидрогел или било што кој што се вакво нанесува преку таа инекција. Значи не се работи за здравје, се работи за целосна манипулација на човештвото, што е екстремно опасно во сегашните времења. Така да, ако не бидат спречени тие милиардери и кои што го прават преку тие, да кажеме, масони и избрани влади, така наречени, значи не гледам дека многу светла иднина има. Така.
Јас сакам да те прашам две работи кои што се поврзани со Македонија. Првата работа е Кокино, бидејќи една мегалитска обсерваторија која што според нас официјално е 4000 години пред наша ера, значи 6000 години старост. Кој пред 6000 години имал такво астрономско познавање на нашите простори да изгради таква една обсерваторија и зошто? Јасно. Видете, вакво Владко, значи, ние спаѓаме во регион каде што таа вода прошла. Значи, како што кажав, првиот конфликт пред 11600 години направил голема штета. Меѓутоа, дел од тој древен свет бил реизграден, како да кажам. Меѓутоа, вториот конфликт пред околу 4000 години буквално дошло до разрушување и сите овие мегалити што ги гледаме дали по Англија, дали по Македонија, по Франција, Шпанија и така натаму, или по Чиле, по Перу и така натаму. Значи се остатоци од тие цивилизации. Значи, нашиот пристап е погрешен. Мора да разбере, значи, на времето гледав една доста добра емисија од една жена која што македонка, која што говореше за древни мапи на Македонија. И она говореше дека збориме пред некои 4000 години и плюс, значи самата Македонија како област, значи постоела најмалку 14 езера. Значи денеска имаме само 3 езера, значи Преспанско, Охридско, Дојранско. Меѓутоа, у тоа време, значи, професорката кажуваше дека они нашле докази дека голем дел од оваа површина која што денеска нарекуваме модерна Македонија, вакво, значи, бил под вода. Да не говорам за докази каде што се пронајдени фосили од риби, да кажеме на планински места во широм Македонија и така натаму. Значи, каде што повторно доаѓа до како да кажем, до паралелно подразбирање на она што го кажав порано. Значи, огромни цунами прошле низ ова подрачје, едноставно ја збришале. Значи, иста слична работа се дешава и со пирамидите во Босна, каде што, например, Осман Агич едноставно се обидува да приложи до остатокот од светот за неговите истражувања, така натаму. Меѓутоа, повторно има огромни притисоци и отпор од таа масонерија, која што владее со свет, за жал. И меѓутоа дел од таа цивилизација од тие атлантиѓани кои што биле на времето. Така, второто прашање поврзано со тебе и со твојата способност за астрална проекција, мали укажувања, значи, за гледачите, како функционира сето тоа, дали е опасно, дали не е опасно, кои се техниките и со која цел би можеле да го прават тоа. Значи, зборуваме астрална проекција, контрола на астралното тело и така натаму. Јасно. Значи, за сите оние кои што сакаат, например, повеќе да дознаат, имам многу видеа на YouTube кои што се со мои презентации, значи дали се работи за древни цивилизации, дали се работи за НЛО истражување, дали се работи за изменети состојби на свеста, семинари и така натаму. Значи можат доста исто да видат на мојот вебсайт кој што е puretranquilitypublishing.com, каде што исто има опција за Skype сесии, каде што можат, например, да се научат овие вештини. И вакво можат исто да се нарачаат моите книги кои што се од различен, како да кажем, од различна природа. Значи некои книги објаснуваат феноменот на вистинскиот crop circle феномена, што би се рекло. Значи други објаснуваат вонтелесни искуства и постигнување на астрална проекција, некои други објаснуваат, например, за тие НЛО што се видени околу Сатурн, слични работи и така натаму. Што се однесува за астрална проекција? Значи, прво луѓето треба да разберат пар работи. Значи, нашата вистинска природа е свест. Значи, ние сме нематеријална, интелигентна, животна форма, која што е способна за мултидимензионално присуство. Значи, овој универзум, значи, се состои од 7 нивоа. Зашто зборам 7 ниво? Значи не е нешто кое што едноставно ќе го извлечам испод ракав, што би се рекло, него еве како прилика работите можат да се перцепираат поточно. Например, ние сме дел од сончев систем. Значи нашиот сончев систем е дел од галаксија. Значи таа галаксија, извинете, е дел од друга група на галаксии.
Значи, збориме за кластер на галаксии, па после имаме дел од уште поголеми структури, така наречеме суперкластерс, па после уште поголеми делови, да кажеме, и се нарекува значи структура која што се класифицира како космичка мрежа или Cosmic Web. Значи како што поише скенираме, гледаме дека има као Cosmic Neural Pathways, и има како на пример Great Voids, каде што автоматски има помала светлина на самите звезди. Значи ние на пример кога ќе излеземе ноќно време и кога ќе се загледаме во ноќното небо е темно со звезди поради тоа што ние сме веќе во тој еден космички void. Меѓутоа ако се доближиме поблиску до тие, да кажеме, Cosmic Neural Pathways, значи не постои темница како што е кај нас, значи многу подруга светлина, многу поубав амбиент и таму се многу тие повозбишени добронамерни цивилизации кондензирани. Меѓутоа, за жал, манипулација и други работи се грото повише по тие региони што се наречени Cosmic Voids. Меѓутоа, она што сакам да окажам е дека сето тоа што го гледаме во овој видлив универзум, значи дали се работи за сончеви системи, галаксии, например суперкластерс и така натаму, значи тоа е тој visible universe, значи тој е физички универзум или физички свет кој што например ние користиме овие физички тела како возило, например, ако наредам на деснава рака, например, да крене, например, чашава, значи мојата интелигенција автоматски го оперира ова возило како аватар, да се манифестира и да изрази својата, да кажеме, намера и така натаму. Меѓутоа, освен тоа, има уште два дела кои што се, например, пронајдени и идентифицирани, значи еден дел кој што се нарекува темна материја или невидлива материја, и уште еден дел кој што е најголемиот дел кој се нарекува темна енергија или невидлива енергија. Сега, во делот кој што е, например, темна енергија, значи самите вселенски агенции направеа истражување на 50 Galaxy Clusters. Значи, самото истражување донесе многу интересни податоци. Значи, во тој дел што се нарекува темна материја, они најдоа 5 различни густини. Значи, збориме 5 различни густини или 5 плана на екзистенција, каде што, например, самата енергија е различна по густина и по брзина на вибрирање. Меѓутоа, каде што направија скенирање на регион што се нарекува темна енергија или невидлива енергија, не можеа да најдат any fluctuations, значи некоја разлика во густината, значи константен е тој енергетски образец. Значи, збориме една димензија или еден план на екзистенција кој што е физички универзум, значи 5 различни густини во темната материја, значи 5 различни планови на екзистенција, и еден што е нирвански или највисок, да кажеме, план кој што едноставно се како да кажем, it's matching the dark energy level. Значи, нашата свест може да екзистира у било кој од тие планови користејќи соодветно возило. Значи, ова физичко возило е тоа кое што, например, го користиме сега. Меѓутоа, второто возило кое што свеста, например, може да го користи, например, барем одредени минимални ограничени, да кажеме, сврхи е така наречено етеричко тело. Значи, тоа етеричко тело скоро никогаш не го напушта физичкото тело. Значи, перфектен дупликат на физичкото тело, каде што сите оние чакри, енергетски канали се исповрзани. Значи, се работи за тело од енергетска природа кој што е полуматеријално и полунематеријално. Значи, се збориме за 72.000 енергетски каналчиња исповрзани со енергетски центри, од кои што главни 7 по должината на кичманиот столб, значи, од тој регион се доминантни. Значи, тука таа, например, така наречена кундалини енергија се движи, кога, например, се подига и прави изменети состојби на свеста или самата свест едноставно променува фреквенција и може едноставно да стапи на астрален план и така натаму. Значи, само у два случаева, например, го напушта физичкото тело. Во моментот на така наречена физичка смрт, каде што високите принципи на свеста, значи, се одвојуваат од физичкото тело, значи, како што евентуално, например, физичкото тело е закопано во гробиште или така натаму, значи, етеричкото тело лебди како енергетска силуета од време на време многу блиско до физичкото тело и со тек на време се it's decomposing, што би се рекло, се распаѓа во астралната материја. И друг начин е, или друг случај е ако вонземски интелигенции, додека се дешава нешто што се вика грабнување од земја или alien abduction,
Значи го излече тоа етеричко тело поради одредени, да кажеме, многу екстремно комплексни, барем за нас, хируршки захвати. Значи поставување на елиан имплант, например, во мозокот преку буткање на одредени сонди низ носот, што е екстремно болно, затоа автоматски се прави. Значи, мојот пријател кој што работеше за NSA, да кажеме, Дан Шерман, значи он работеше 3 години, он беше дел од така наречен Project Preserve Destiny. Он беше обучен, да кажеме, од тие тајни влади, што ви сега не смеам многу да зборам за тоа, меѓутоа каде што он комуницираше, да кажеме, со тие врсти и буквално имаше репортаж на координати каде што се дешаваат тие отмици, значи тие имплантирање и како, например, таа болка се сузбива, значи pain normalization, например, и слични работи. Potential to recall, значи каде што се губи, например, тоа памтење за такви средби, например, оплодување или, например, зимање на фетус, например, жената ќе остане бремена без никакви адекватни физички контакти со маж, што би се рекло, меѓутоа пред 20 недели, например, и се случува нешто и тој фетус автоматски е извлечен, значи тие така наречени побрчаи и така натаму, значи кој што друга тема за разглавање. Сега, например, ова етеричко тело прави врховна улога секоја ноќ до спиење. Затоа што, например, самата аура има енергија или енергетска стамина да не одржи во живот од 4 дена до 10 дена максимум. Значи зборам за нормален просечен човек, не зборам за јогин кој што може да влезе во медитација долго време и кој што едноставно нити консумира храна ни вода долго време. Сега, например, секој пат кога спиеме, например, астралното тело излегува надвор, собира, колектира енергија и, например, кога ќе се разбудиме, таа колектирана енергија се префрлува, прво се едноставно се движи, се дистрибуира во етеричкото тело, кој што потоа дистрибуира, например, ја конвертира таа енергија во компатибилна и некој вид на биоелектрични импулси се движат директно по мозочната мождина во покичмениот столб и мозокот. Значи, без храна ние може да издржиме, да кажеме, повторно зборам за просечен човек, некои 40-50 дена максимум, да кажеме, горе-доле, се зависи од човек до човек, пред него што едноставно почна притисок да брљави и така натаму, значи без вода, 3 дена, 4 дена и така натаму, значи више станува дехидрација и така натаму, меѓутоа без пиење, дури и после 2 дена без пиење, човекот почне да се осеќа дезидратиран, значи прави, осеќа дека дизи, значи крвен притисок, срце почне, например, да прерипува, боцкање во мозокот и така натаму. Значи, тоа спиење од 7 часа, 8 часа, колку и да е, например, резултира со колектирање на слободна енергија во форма на неутриноз, на фотонс, космик рейс и така натаму, значи каде што земјава е бомбардирана, кој што е доста јака енергетска субстанца во самиот астрал, и како што едноставно астралното тело се врати, например, сте се разбудиле во текот на ноќ, значи таа дистрибуирана енергија се едноставно дистрибуира во етеричкото тело и преку нервниот систем кој што е поврзан со тие енергетски канали се дистрибуира во, да кажеме, во кичмениот столб, преку кичмената мождина и мозокот. Значи тие се две неопхитни работи кои што се битни. Сега, например, следно тело кое што ние го имаме, така наречено астрално тело. Значи астралното тело е прво нематеријално тело или нематеријален хост или носител на нашата свест. Значи се работи за сепак густ носител, поради, например, пошто имаме, например, физичко тело, етеричко тело, астрално тело, значи има уште 4 повисоки плазмични, например, носители кои што се, да кажеме, помалце густи од астралното тело и по-енергетизирани. И се, например, со самата астрална проекција, например, проблем е што во моментот, за жал, например, ова е доста комплексна тема, самиот астрал, например, е на некој вид хакнат, на некој начин речен, значи хакнат од вознамска интелигенција пред 4000 години преку нешто што се нарекува Saturn Moon Matrix. Значи сигнал доаѓа од самиот Сатурн, доаѓа до темниот дел од месечината каде што има огромни каокули. Значи тој сигнал се прима, се амплифицира, значи самата месечина е као амплификатор, например амплифаер у еден случај, и произведува нешто кое што беше снимено и наречено Lunar Wave.
Значи за оние гледачи кои што сакаат да дознаат повише, би предложил например да го погледат да ја погледнат работата и истражувањето на Crow 777, значи може да се најде на YouTube, каде што германски инженери и други инженери, астрономи и така натаму, значи имаат направено снимање на одреден холографски пулс кој што се движи по површината на месечината, кој што не е производ на компјутерски глич или други работи, значи се работи за енергетски бран. И сега, например, како што месечината, например, има влијание врз гравитација на Земјата, значи како што има влијание врз климата и осеката, например, на океаните и така натаму, значи овој енергетски пулс автоматски прави влијание на астралниот план на планетата Земја. Значи не дозволува да човечката свест, например, остане свесна вакво на тој план на екзистенција на начин на кој што сега е свесна. Значи оваа свест која што сега ја имаме, која што комуницираме, споделуваме наши мислења, искуства и така натаму, значи може да се задржи во самиот астрал, меѓутоа тоа е намерно блокирано за да не може да се види што точно се случува во астрал. Пошто например во астралот ако влезете со пуна свест, значи можете да видите например НЛО или објекти кои што се под клоук, например во случај ако например снимате со друг тип на камери, например, една камера надвор снима на normal light, значи нема да видите НЛО многу ретко, меѓутоа ако имате камера што снима во инфраред или night vision камера, од време на време ќе видите објекти, еден или повеќе објекти кои што се движат, а не се видливи на видливиот спектрум. Значи сето она што тие камери, например, го гледаат, значи астралната сенс, например, астралниот поглед или астралниот вид, може да го перцепира исто. Меѓутоа, тоа ќе донесе до ситуации, например, на евиденција на alien abductions, на грабнување без никаква, да кажеме, согласност на човечките битија и многу други нешта. Сега, со употреба на орбови, значи orb activity, значи многу други работи, значи самите сонови се 90 и кусор проценти производ на холографски проекции. Значи орб доаѓа и едноставно ќе почне да лебди например на телото на детето или на возрастниот и автоматски почне например да чита од самата посвест и модулира некој вид на виртуелни креации кои што луѓето ги нарекуваат сонови. Значи тие сонови се или креации виртуелни се доста, да кажеме, реални, меѓутоа проблем е што се вештачки произведени. Секој од тие вештачки произведени креации, значи има аномалија, ако некој е обучен како да кажам да ги препознае и евентуално да препознае дека се работи за сон и дека од тука повеќе има влијание, например, повеќе начини, например, да се остане во астралниот план потполно свесен, да се развие, значи, или контрола на сонот. Сега како функционира? Например, ако се сеќавате, има луѓе, например, кои што кажуваа дека имале искуство блиско на смртта. Значи, осетиле, например, дека летаат низ темен тунел и на крајот на тунелот има светлина, меѓутоа како што летаат, така натаму ги слушаат докторите, например, разбуди се, врати се, само дојди кај нас, би се ме разбирате. Значи, постои wireless connection помеѓу физичкото тело и астралното тело врз база на нешто што се нарекува phantom DNA. Значи, phantom DNA is a very complex, да кажеме, topic of discussion. Меѓутоа, вакво у глобала се работи тоа дека она што го гледаме само како физичка ДНК е само физичкиот образец на таа структура на живот, тој blueprint of life. Значи, има уште 6 други дупликати кои што служат како антени и како IP адрес имаат wireless connection. Сега, например, кога орбот ќе дојде во собата, например, и ова може луѓето често лесно да го проверат. Поставите едноставно инфраред камера во спалната соба, која што може да детектира орбови, плазмоиди и така натаму и ќе видите точно ја што зборам, или може да го посетат мојот YouTube channel, каде што има доста, например, видео снимки, може да погледнат тачно за што се работи. И сега самиот орб ќе дојде и например почне да пулсира, да гледа и буквално ствара тие, например, холографски слики. Сега некој, например, логично ќе каже зашто би го тоа правеле орбовите. What's the deal, например, што е целта на тоа. Значи, ќе видите, например, ако направите подобро истражување, ние веќе имаме рачунаилјадници од тие видеа кои што ги имаме колектирано со текот на годините. Значи, буквално, например, дојде до ситуација каде што, например, детето или човекот спие мирно
Меѓутоа, како што доаѓа до тие така наречени ноќни мори или кошмари, например, сонувате дека нешто ве брка и вие бегате и доаѓате до ситуација каде што више нема каде се бега. Значи, нозете веќе не слушаат, као сте замрзнати. И доаѓате во очај, да кажеме, во ситуација на страдање. Во тој момент, например, свеста имитира одредени вибрацијски енергии кои што вие орбови ги колектираат. Значи, ги колектираат и, например, како што се исколектирани еднаш кој е fully charged, is like a battery, например, доаѓа до така наречени плазма палкови, например, пајажини, како да ги наречам по македонски, кои што ги има на секаде 50 до 100 метри во астралот и се лепат за тие пајажини. И потоа доаѓа, например, cigar shape object или било што едноставно испаци, например, како ultraviolet light и ги колектира тие енергии. И после тие се носат дали на месечината, дали на Сатурн, дали на други места каде што тие, да кажеме, негативни елиени енергетски се полнат од нив. Ако ме разбирате. Сега некој така сум ве разбирам. За ова Сатурн месечина поврзаност и за дека месечината амплификатор на Сатурновото влијание, Девид Icke има доста работена на оваа тема. И тој исто да цитираше книгата The Ringmakers of Saturn. Така што темава е доста... Јас се видов со него 2009, значи негде околу 2,5 до 3 часа, значи имавме приватен разговор со пар други луѓе и мислам човекот е фантастичен, мислам огромно знаење, огромно истражување, особено во полето на тие тајни општества, значи royalties и така натаму, мислам. Меѓутоа, он беше фасциниран од моето знаење за астралот и како функционира. И он, например, дојде до одреден стадиум каде што он свати дека, например, постои енергетски бран кој што доаѓа од Сатурн и после на некој начин месечината го амплифицира тоа и го вако. Меѓутоа, во мојата книга The Secrets of Saturn, или Saturn, The Secrets of Extraterrestrial Engineers, прецизно е објаснето целата таа динамика како се функционира, значи со фреквенции што се измерени, значи тоа е Фиби, што е најголемиот, да кажеме, прстен, например, околу Сатурн и така натаму. Значи, она што сакам да кажам, последните 4000 години, за жал, со деградација на генетската функционалност и добивање на така наречен Homo sapiens, што ние го нарекуваме Homo sapiens, значи 5 сетила на свеста како инпут и како да кажам високи квалитети на свеста дисконектирани, значи ние не можеме да го преметиме тој манипулативен програм. Значи ние се уште се убедуваме дали сме сами или не сме сами. Значи, постојат, например, проценти од населението кои што кристално им е јасно дека не сме сами. Значи, не зборам за оние делови, да кажеме, што се Shadow Government или Secret Government Project, значи зборам за General Population. И има огромен број од популацијата која, за жал, интелектуално е се уште некомпатибилна, неспособна да се соочи со фактот, да кажеме, и доказите кои што веќе, например, натура, кој што кажавте и сами, например, полека ги стврлува, ги изнесува надвор. Сега, значи, астралното тело е прв носител, да кажеме, кој што може свеста да ја носи и надвор. Меѓутоа, проблем е, еднаш што ќе дојдете во астралното тело, например, алгоритми одредени, например, во месечината, кој што, например, оваќе звучи као научна фантастика на многу слушатели, меѓутоа, за жал, тоа е вистината. Божје ден, например, ќе се дојде до стадиум каде што ќе разберат. Значи, самата месечина не само што е контролен центар, кој што е вештачки поставена, например, во орбита, туку е и буквално надгледувачки центар. Значи, surveillance station. Значи, секој пат, например, кога човечка свест ќе го разбие сонот, например, преку контрола на сон, или, например, не дај Боже, сообраќајка, па астрално излезе, или, например, влезе во транс, па астралното тело се одвил, така натаму. Значи, ако во астралот, например, свеста на човекот постане активна и свесна, значи, нивните алгоритми, например, што е астрал? Например, астрал е дел од тој универзум, седмослоен универзум, кој што многу лесно се контролира од интелигенција од Type 2, мислам цивилизација Type 2 е especially Type 3. Значи, она што денеска ние го нарекуваме Artificial Intelligence,
значи кои што ние користиме нанотехнологија поради да сме на тоа ниво сега за сега, значи они користат многу пософистицирани. Значи, например, ако сакаме ние да наблюдуваме нешто, мора едноставно да испратиме дрон или преку сателит, например, преку Internet of Things и така натаму, значи преку мрежно, како да кажем, конектирање, значи ние можеме да добиеме визуелна и аудио слика за одредена работа. Овие цивилизации кои што се веќе во соларниот систем подолго време, значи они користат плазма. Плазма е значи нешто што постои околу 99,99 кусор, да кажеме, во видливиот универзум и грото е за различни типови на плазма, значи non-thermal плазма или thermal плазма, значи они имаат различни квалитети и различни својства и така натаму. Значи тие цивилизации кои што ги контролираат буквално едноставно може да лоцира одредена, например, плазма, да се конектира ремоутли, може да гледа преку тој орб што е во нашата соба или така натаму и така натаму. Сега оно што е многу битно да се каже, значи сето тоа оперира на тој Saturn Moon Matrix кој што оперира на Alien Artificial Intelligence. Значи кога човечката свест ќе постане свесна во астрал, автоматски алгоритам, например, се појавува на месечината или на поплетските објекти и едноставно се контролира, например, да се испрати, например, поише орбови и автоматски, например, тие поише орбови ќе покушаат тоа астрално искуство да го скратат. Значи, што пократко човекот е свесен во астрал, тоа е подобро за нив. Дали ме разбирате? Така сосем. Сега, можеби е вака по-корисно, например, за слушателите, например, да се објасни следно. Например, ми се случува искуство пред пар години, значи се враќам од работа. By the way, мислам, ја имам 15 години во телекомуникации и повеќе 7 години курсор во медицинска администрација. Во паралела, значи, држам јавни говори, мислам, сум автор, значи, инструктор по тие псионички и така натаму, многу други, да кажеме, активности. И сега бев тотално уморен. Заспав, значи не излегов астрално, значи буквално се најдов у таква една, како да кажам, виртуелна реалност, каде што автоматски гледам, например, обала со море и светилник. И сега како што се приближи да се воопшто не сум свесен дека сум во астрал, влегов низ светилникот и почнав да се качувам по скалите. Како што почнав да се качувам по скалите, буквално ја видов мајка ми и брат ми како се симнуваат по скалите, а и мајка ми и брат ми се починати. Дали ме разбирате? И дојде, например, до ситуација на емоционален контакт. И јас ги испружив рацете и кажав, па кај сте? И у моментот, например, кога го кажав тоа, значи и двајцата ги снема и огромен, например, негативен лик, можда околу 3 метра на 3, се појави провиден и почна да се смее. Например, кики, ама толку едно језиво како на хорор филмови. У стилот, например, еве, ти знаеш, имаш толку искуство и пак можеме, што би се рекло по-нашки, на жаргонски, пак правиме мајмун на тебе. Меѓутоа, тој момент толку беше персонален. Автоматски ме бутна во пуна свест. Значи, одма препозна дека сум во астрал, пошто да сум истрениран, го видов своето провидно астрално тело, али толку една, да кажеме, љутина пројде низ мојата свест, едноставно се сконцентрирав и како што се сконцентрирав, огромен блесок на светлина излезе од мене. Како што излезе од мене светлина, буквално го сруши тоа лице и 4 орбови се разлетаа во различни правци. Дали ме разбирате? Да, сосем. Од тој момент, значи, ја не сакав да останам во астрал и да направам, например, астрална екскурзија, него бев доста огорчен од самото искуство и полека едноставно се враќав назад во физичко тело. И се, например, како што се враќам во својата соба, ја препознавам, например, го гледам своето физичко тело како лежи во креветот, го гледам, например, зидот и гледам се уште тие орбови како полека се движат, да кажеме, пропаѓаат низ зидот. Кога свеста е многу млитава, многу слаба, многу необучена, еден орб е доволен да створи холограм. Дали од добра природа, негативна природа и така натаму и така натаму. Меѓутоа, кога свеста е појака, 2 орба работат по паралела. Ако е свеста појака, 3 орба, 4 орба или чак повеќе орбови.
Дали ме разбирате? Значи, свестот цел, например, да се остане. Сега, значи, тоа е само еден пластичен пример. Значи, ја во својот живот, значи, стотици пати ги имам разбивано тие, да кажеме, сонови. И секој пат е исто. Значи, орбови искачаат. Дали ме разбира? Значи, ова некој кој што практицира астрална проекција, ако го тестира, ќе види точно зашто се работи. Сега, што е битна, например, работа исто да се разбере. Например, се сеќавате, например, дека некој пат кој ќе се разбудите, например, речеме, сонувате дека шетате по висока зграда и одеднаш ќе се лизнете и паѓате и само пред него што удрите доле во бетонот или во земјата ќе се разбудите со стрес, ќе рипнете. Значи, зашто се работи? Значи, како што самото астрално тело, да кажеме, паѓа. Проблем е што самата свест не е свесна дека е во астрал. Се уште размислува дека во физичкиот свет и дека кога ќе падне доле дека ќе се убие. Тоа ствара преку тие wireless антени, значи ствара сигнал директно према физичкото тело, значи физичкото тело почнува да лачи така наречен адреналин. Меѓутоа, тачно пред него што удрите во тлото, автоматски самото искуство ќе се прекине и вие едноставно ќе подрипнете, дали рака ќе рипне, дали двете раце горе и така натаму. Значи, ќе рипне ради тоа што таа колектирана енергија која што зборевме пред тоа за етеричкото тело, значи пребрзо астралното тело се врати назад и удри во етеричкото тело и физичкото тело. Значи таа енергија се дистрибуира во етеричкото тело кој што преку тие енергетски канали за кои што зборев пред тоа се прават discharge во нервниот систем. И, например, ако зависи например каде е најслабо, например ќе удри во рака, во овој и раката рипа. Дали ме разбира? Значи, таа динамика така функционира. Сега, например, кога моите контакти со вонземјаните се интензивираа, значи нема уште долго, нели? Вакво, јас сакав, например, да излезам надвор од планета. Меѓутоа, за жал, секој пат кој ќе стигнав до некоја височина од 40 км, удирав како непробојна бариера. И секој пат, например, ќе удрав како плафон и моето астрално искуство ќе се прекинеш. Дали ќе почне да паѓам надоле или, например, ќе осетам дека лебдам метар-два над физичкото тело и полека се спуштам додека не се разбира. И сега, колку што дојдов до интензивирање, например, на тие комуникации, прашав зашто не можам да напуштам планетата. И они ми објаснија дека тоа возило кое што, например, го нарекувам астрално возило, не е адекватно да помине таа бариера. Значи, таа бариера е ставена пред 4000 години, како што и тој Saturn Moon Matrix, да кажеме, се завршил од тој период со таа целосна комплексност и функционалност. Меѓутоа, вика, постои начин, например, да се пробие таа бариера, меѓутоа со носител кој што е по енергетски него астралното тело. Например, астралното тело колку и да е интересантно, значи може да поминува низ ѕидови, значи може да лета и така натаму. Меѓутоа има одредени лимитации, например, често пати луѓе кои што практицираат астрална проекција, например, горниот дел од астралното тело ќе се издвои, другиот не ќе да се издвои, например, покуша човек да помине низ ѕид, ќе пројде дел останува стак. И слични работи, например, и сакаш да леташ, например, 100, 200, 300 км ваква геометрија над земјата и полека како гравитација да те влече, губиш сила, губиш концентрација, се крши, се будиш во физичкото тело, значи се будиш физички. И се они кажа, кога ќе влезеш во sleeping paralysis, значи повторно ја овде користам термини кои што се за луѓето, значи не ми го објаснија другче, меѓутоа ја го преведувам у термини кои што би биле разбирливи. Прво основно за луѓето кои што ги практицираат овие, да кажеме, техники и вештини, значи зашто таа sleeping paralysis се појавува? Еве да речеме прост пример. Например, сонувате, например, стегнале да спиете негде околу 2 часа после полноќ. И сега, во вашиот сон, например, влегувате во дневната соба и одеднаш од дневната соба, например, се појавува огромно дрво, мислам, пример кој што често пати го користам. И сега тоа дрво е огромно, веќе израснато. Ако свеста е комплетно, да кажеме, млитава, значи неспособна или неразвиена, значи нема ништо да препознае чудно. Значи сонот ќе се проложи како сон и знак прашање дали воопшто, например, човекот ќе има некакво сеќавање на тоа што го сонул. Ако свеста е малку повитална, значи поразбудена, ќе го примети тоа дрво и ќе каже: чекај, па ја го знам секој сантиметар на мојата дневна соба, од кај ова дрво дојде? И тука ќе створи како дебаланс во самата свест или reality check.
Значи ќе почнеш да се прашуваш што е реално, а што не е. И евентуално, ако свеста е повителна, ќе дојде до сознание, сваќам. Јас сум во сон, јас сонувам. Значи, од кога ќе дојде тој стадиум дека знаеме дека сме во сон, пар сценарија се доста чести. Будење во сон, всушност, така? Да. Значи, едно сценарио е, например, ако свеста е млитава и се уште слаба, како што кажав, значи доаѓа до физичко будење. Друга ваква ситуација е тоа што кажавте вие, например, будење во самиот астрал, во сон, дека сте во астрал. Трета ситуација, појава на така наречена билокација, каде што, например, свеста се цепа или се дели, се расцепува на 2, 3 или повише дела, меѓутоа најчест случај е цепање или делење на 2 дела. Што подразбирам под тоа? Значи, еден дел од свеста се уште останува у сонот и ја наблюдува дневната соба со тоа дрво кое што е таму, а другиот дел од свеста почнува, например, да осеќа на која страна физичкото тело е позиционирано на креветот. Меѓутоа, не се работи за физичкото тело. Свеста се цепа помеѓу етеричкото тело, кое што никогаш не се дели, освен од 2 случаеви, од физичкото тело, затоа што енергетските канали се поврзани со нервниот систем. И прави примарна улога у тоа recharging every night. Значи, поради тоа што е потполен дупликат, значи вие осеќате, значи не може да го померате, меѓутоа осеќате на која страна физичкото тело е, да кажеме, позиционирано. Врз база на тоа, дали свеста е свесна што се случува, дали има било какво познавање за астралниот план и астрални патувања и така натаму, значи те резултира со различен ауткам. Например, ако свеста не знае што се случува, принципите на свеста од она што ги гледа, например, дневната соба со дрвото ќе бидат повлечени во овој дел каде што го чувствувате физичкото тело и ќе доживеате физичко будење. Меѓутоа, ако знаете што се случува, значи принципите на свеста, значи ако се сконцентрирате од тоа што физичкото тело е поставено, ќе бидат повлечени према дневната соба и штом ќе се бидат повлечени комплетно, вие астрално ќе се проектирате во собата. Дали ме разбирате? Ќе добиете пуна свест. Меѓутоа, една карактеристична појава или карактеристичен сценарио се нарекува sleeping paralysis. Например, вие сте го разбиле, например, тој холограм, значи сте станале свесни дека сте во сон, дека спиете, наместо да останете таму у астрал, наместо физички да се разбудите или да живеете, да кажеме, значи, како да кажам, цепање на свеста, одеднаш вие се будите во креветот под полна свест. Меѓутоа, за секунда, 2 или 3 доаѓате до непријатно сознание дека вие не можете физички да се движите. On top of everything, значи има огромен noise, значи огромна бука која што се ствара во ушите. Значи може да биде high pitch sound, значи може да биде hum sound, може да биде buzzing sound, значи зуење, екстремно зуење вако во ушите и енергија која што може да тргне од самите, да кажеме, нозе па скрос нагоре или евентуално од дното на кичмата па скрос нагоре према вакво главата. Сега, значи зашто не може да се ако отидете на Facebook по форуми за астрална проекција и така натаму, значи ќе видите демони, па разни искуства и така натаму, луѓе си причаат, што би се рекло, меѓутоа не разбираат како динамиката вако функционира. Значи, ако се сеќавате, значи кога спомнав дека ние сме свест, која што едноставно мигрира од носител во носител, со тоа што се синхронизира или десинхронизира, поточно со еден носител се синхронизира со друг и така натаму преку тие ДНК нематеријални, да кажеме, антени. Значи, кога бевме во сонот, кога видовме таа дневна соба и тоа дрво и кога станавме свесни, значи ние се уште, мислам, бевме во астралното тело. Затоа што штом почнувате да искусувате она што ние го нарекуваме сонови, ние сме веќе надвор од телото. Све што недостасува е свесност и реализација дека ние сме во астрал. Ние се уште сме убедени поради дејство на тие орбови така натаму, плазмоиди, дека сме во физичкиот свет и дека слични ситуации и закони владат. Меѓутоа не сме. Сега, кога тоа се деси, вие постанавте свесни, например, дека сте во сон и тоа ве бутна начин назад, значи наместо свеста, например, да се врати во физичкото тело, како на usual, што би се рекло покрај таа, да кажеме, тој процес на компатибилност, конвертирање на абсорбирана енергија, значи се врати во етеричкото тело.
значи каде што сите тие енергетски канали и ова. И само меѓутоа кога е во етеричкото тело, значи свеста не е по физичкото тело. Значи не може да ги мрдате прстите, не може да мрдате нозе, не може да користите глас и така натаму. Дури ако сакате да се извлечете надвор, да кажеме од физичкото тело и направите астрална проекција, не можете пошто свеста не е синхронизирана ни со астралното тело. Значи you are stuck between, како да кажеме, во измеѓу состојба. Сега, на пример, обично зуењето е екстремно јако, значи многу лаут, екстремно јако, пишти буквално, значи никој друг не може да го чуе тоа, меѓутоа вие го слушате како експлозија во ушите. Енергијата е екстремно битна. Прва работа, на пример, што се случува е паника. Значи луѓето едноставно кога ќе осетат дека не можат да се движат, они прво мислат дека ќе останат парализирани за век векова. И тоа ствара непријатно чувство на паника и за страв и буквално употребуваат секоја било каква расположлива енергија, значи секоја атомна енергија за да се излечат од таа состојба. Колку е непријатно. Меѓутоа проблем е еднаш кога ќе влезат према фреквенција на стравот, таа кундалини енергија која што се движи, како што реков, или кроз нозите, да кажеме, скроз горе, или кроз дното на кичмата, кроз нагоре, станува дива. Значи, тешко се контролира, не е под контрола. Автоматски си зазима свој колосек на движење, што би се рекол. И сега може да удри во врат, може да удри во глава и, например, луѓето ќе станат на сабајле рано и ќе видат, вратов не можам да го померам, глава ме боли, леле, рамово ми укочено. Значи, многу е голема веројатност дека имале искуство слично на sleeping paralysis during the night, меѓутоа нема сеќавање за тоа. Сега има два излеза. Значи, едниот излез е ако не сакате, например, астрално искуство, значи кога ќе почне тоа зуење и енергија плови, значи све што треба да направите е да се смирите. Битна работа што е екстремно важна, например, за слушателите и гледачите, е да разберат дека sleeping paralysis е состојба каде што вие имате complete access to the memory. Значи, се тоа што сега го говориме и луѓето, например, што ќе го погледнат тој подкаст, евентуално утре во иднина, ако им се случи, они ќе едноставно може да се сетат на ова, како што може да се сетат за било кој друго искуство, например, од нивниот живот. Сега, значи, едниот начин, ако сакате да излезете, да не доживеете астрална проекција, само едноставно да излезете од таа непријатна ситуација, релативно, значи е да се смирите. И сега, например, ќе помине 5 секунди, 10, 15, 20, 25 секунди, 30 секунди, и сега, например, тоа зуење од прага и како што, например, звукот се намалува, левелот, интензитетот, например, нивото на енергија паѓа, и еднаш може кој ќе падне вакво доволно ниско, ќе видите дека ги чувствувате прстите повторно, значи нозите, значи може да го движите физичкото тело и може да го користите вакво гласот повторно, значи ќе станете како што нормално се будите. Значи што се случило? Значи свеста се десинхронизирала од етеричкото тело и се синхронизирала со физичкото тело. Значи тоа е еден излез. Меѓутоа, ако сакате, например, да направите астрална проекција, свесна астрална проекција, значи наместо да вакво го прекинете тој ток на кундалини енергија која што плови, вие треба да го амплифицирате. Значи треба да се отворите према таа енергија и таа, например, зуење ќе почне, например, да пишти многу појако. Например, и енергијата ќе стане појака и еднаш кога енергијата ќе помине, извинете, низ кишмениот столб, низ вратот и кога ќе дојде, например, до војдел, especially, например, еден центар кој се нарекува right angular gyrus, например, во десната хемисфера, ако тој добие, например, power supply, автоматски све што требате да кажете, сакам астрално да се проектирам. Автоматски ќе видите дека ќе успеете своето астрално тело, горниот дел од астрално тело, например, да го излечете надвор. Моментот кога главата и, например, рамењата од астралното тело ќе излезат надвор, значи зуењето ќе престане. Оно што всушност се случува, значи свеста се десинхронизира со етеричкото тело и се синхронизира со астралното тело. Дали ме разбирате? Значи тоа може да биде нели горниот дел од астралното тело или може да лепти директно, например, да се издвои и така натаму. Сега, зашто ова све уште мислам и го споменав? Значи, за да го дообјаснам, например, оној момент каде што покушавав да излезам, да кажеме, над планетава, надвор од планетава и кој ќе дојдев, например, до тие 40 км и ќе ударев као невидлива бариера, што е фактички Dark Energy Band, они ми кажа, еднаш кога ќе влезеш во таа состојба, без разлика што имаш access, например, до значи, пристап до астралниот план, не излегувај.
Меѓутоа, фокусира се, например, сконцентрира се на нешто што е most divine, значи нешто што е најчисто во тебе. Значи, разни луѓе имаат различни, например, нешта што резонираат. Например, за некој е Бог, за некој е космичка љубов, например, братство, соживот, хармонија и така натаму и така натаму. Значи, меѓутоа мора да биде вистинско. Ако е фейк, значи it's not gonna work. Значи, еднаш кога следниот пат, например, кога влегов у таква состојба, осетив, например, такво едно зуење, например, не може да се помера, значи таа енергијата се движеше и се сконцентрирав, значи, на космичка љубов, на разбирање на соживот, меѓутоа толку резонирав со тоа што автоматски сама светлина почна да избива од моето етеричко тело. И толку енергетски, например, ме напои и знаев дека е моментот да го напуштам физичкото тело тогаш. И сега како што го напушти физичкото тело, Владко, буквално, значи беше негде 2-3 сабајле, значи би требало да биде pitch black, значи комплетна темница во собата. Целата соба беше осветлена, затоа што аурата на тој носител, за разлика од нормалното астрално тело, зрачеше светлина. И затоа и го нареков self-luminescent body. Ме разбирате? Значи, еднаш кога тоа се деси, значи буквално може да го вака препознаете. Например, луѓе доживуваат астрални проекции, например, ќе го видат своето физичко тело доле лежи на креветот, меѓутоа нема она high detail, она 4K што би се рекло понашки, дали ме разбирате? Меѓутоа со self-luminescent можеш буквално да зумираш у порите, дали ме разбирате? Мислам, толку е екстремно, видот е екстремно поквалитетен. Енергетски неспоредливо. Буквално пошто живее во ново листече на времето, на Астон 18, поминав низ балконот, се спуштив доле, например, на тревата, значи барбаре од таа страна, таа трапостаницата од лева страна, ги ставив раците у топаници и буквално I took off. Пуна брзина. И поминав преку таа бариера, вакво 40 км, и како што се движат све поише, гледам земјава како полека се сузбива. И буквално она што се прикажува, например, на International Space Station, значи истото тоа го видов. Да. Мислам, може да, ја гледам, например, вакво во Италија, гледам, например, екс-Југославија, што би се рекла, мислам, целиот тој регион, мислам, Црно море и така. И сега, такво едно, Владко, мислам, како да кажам, понашки, жаргонски, чувство на екстаза, мислам, тоа е нешто неверојатно. Мислам, едно е да видиш на телевизија или преку документација, друго е да го искусиш, мислам, во живо, да ме разберете. И сега, моментот кога тоа се случи, ја гледам и одеднаш се појавија, например, топки на светлина од едната страна. И они беа многу стрекни со самиот прогрес. Значи, тоа се истата врста која што, например, стапи у контакт со мене кога имав 7, која што говорев на почетокот, например, на разговорот. Меѓутоа, у исти момент се појавија као темни дискови од другата страна, and I picked up telepathic communications, значи, меѓу нив, и овие не беа уопште среќни ради тоа што се десло на некој начин како да овие прекршиле, да кажеме, некој вид на договор меѓу нив. И да ме заштитат овие топки на светлина, да кажеме, кои често пати Мартин Стапс од Канада ги снимаше, пошто им го фати директно даунлоад од Space Shuttles, например, до Хјустон, значи го прекинаат астралното искуство. И буквално ме врати во физичко тело. Меѓутоа, ја бев пресреќен, рипав од среќа, дали, мислам, тоа ми беше сон толку време упорно, значи работев со врзани очи, значи читав со врзани очи од прво позади мене, па од една соба од друга соба, па од еден стан во друг стан, во ново листче другари веќе, например, ќе отворија албум, ќе покажуваат на која слика, например, покажуваме која е на сликата, како се облечени луѓето, што има у позадина и така натаму. Значи ја буквално можев астрално да се издвојам и, например, да идам од таа страна да прочитам, а после почнаа разговори со луѓе во Србија, во Хрватска и така натаму, значи ремонт и ќе отидев таму и така натаму. Па после дојде полиција, па дојде милитари, па има интерес и така, па дурбев у војска, читав пред тие полковници со врзани очи, мислам понку правоти што би се рекол. Сега, оно што сакам да кажам, тој тип на реалност се чува како апсолутна тајна. Значи, се уште луѓе се занимаваат, да кажем, и се држат во фреквенција каде што имаат верски конфликти, национални конфликти, значи територијални конфликти и слични работи.
што автоматски не бутка во ситуација да ние не можеме адекватно да разбереме што ташно се случило на планетава и сончевиот систем пред илјадници години, како сме дошле до овој стадиум, да кажеме, на лимитирана свесност и екзистенција. И што е најбитното, например, what's the way out of it? Значи, како е да се извлече. Така, тоа сакам да те прашам, значи финалната порака, значи спомна духовност, спомна една универзална духовност која што секој на свој начин ја препознава, но е универзална за сите нас, те молам таа последна порака пренеси ни. Да, мислам се работи за следно. Значи нашата екзистенција во срж е љубов. Значи, космичка не мора да значи, меѓутоа грото од суштества се љубов. Меѓутоа, за жал, поради манипулација и други работи, значи, ние сме буквално отргнати, оддалечени од тој извор. Значи, тој извор постои во нас, например, и може да се повторно влезе кон тој извор преку прогресивна медитација, преку астрална проекција и слични, например, како да кажам, pathways или патишта. Значи, најбитно е да може едноставно да се разграничат прво што точно се случува, што се случило порано, како сме дошли, например, до оваа состојба, и после едноставно треба, например, човечкото битие да почне да работи на себе. Значи, во Кина, во 4 сабајле, во 5 сабајле, значи имате од најмладо до најстаро, значи излегуваат во парк и вежбаат тај чи чуан. Значи ја контролираат таа енергија која што не е само за здравје, него и за многу други работи. Значи еднаш кој ќе почна, например, тие енергии, например, да се будат кај човештвото, све поише и поише ќе дојдат до изменети состојби на свест. Особено таа кундалини енергија, која, например, која ќе се разбуди, значи се влегува во ситуации кои што претходно ја објаснив преку тоа искуство, например, за излегување со self-luminescent body, каде што влегуваш во некој вид на блис или блаженство, кој што јогините го објаснуваат како самади. Колку поише луѓе, например, влегуваат во тоа, например, во тој систем, толку поише, например, ќе еволуираат. Оно што е исто многу битно да се напомене, значи во моите книги има целосно објаснато начини на кои што они можат, например, да влезат од првиот систем кој што е основен систем во втор систем кој се нарекува remote viewing или гледање на далечина, потоа во астрална проекција и потоа евентуално до пети систем каде што може да се оствари комуникација со интелигентни, позитивни вакво воземски цивилизации. Значи, доаѓа до пренос на информации, значи информации каде што, например, почнувате да данлодирате информации од вашите минати животи, например, кај сте биле, што сте правеле, зашто сте дошле тука, која е вашата цел тука и слични работи. Значи, она што треба секој од нас да направи е да постане свесен за својот извор, значи за својата светлина, и едноставно да стори максимално најбитно во овие критични времиња каде што темните сили автоматски го замаглуваат и го менуваат овој свет. Значи мора сите да работиме заеднички, колективно, кон иста насока, едноставно за да светлината преживее и не модифицираат во така наречени трансхуманизм или вакво битија со получовечки и полу, да кажеме, нанотехнолошки својства. Така да идејата и пораката е едноставно многу информација го посветив својот живот, значи во насока да им објаснам на луѓето, да отворам нови видици, например, на гледиште, нови начини размислување и после они од таму да се иземат што се вика свој собствен заклучок или да истражуваат понатаму. Меѓутоа постојат доволно информации кои што се корисни за да може едно битие да се трансформира и евентуално еволуира во состојба каде што може да биде корисен или користа не само за себе, туку за целото човештво. Пане, огромна благодарност, значи жива библиотека си, моето задоволство за овој разговор е огромно, се надевам и гледачите ќе го имаат истото чувство. Ти благодарам за одвоеното време и секое добро од мене. Ви благодарам, Владко, навистина уживо, секое добро од мене на бъдеще. Поздрав. Поздрав.